Интересен факт е што државите кои што имаат најголем процент на атеисти, односно агностици, и овде е интересна листата, Јапонија со 76%, Шведска 65%, Виетнам 44%, Данска 61%, Чешка, Хонконг, Франција, Норвешка, Естонија, Холандија, Финска, Британија, Германија, Белгија, Бугарија, Словенија и така натаму. За волја на истината, повторно гледаме дека тоа се држави кои што се релативно повеќе развиени, држави кои што се богати со богата култура, големи иновации, значени фактори во целокупниот развој на светската популација. Овој факт не оди во прилог на религијата, но сепак можеме да го релативизираме колку сакаме, да го релативизираме успехот и развојот на државите, што е тоа успех, што е тоа развој, дали тие се успешни и развиени. Ако говориме де факто за нивното богатство, тогаш да, може би се развиени. Со развојот на науката, особено последните 200 до 300 години, на техничките науки, особено, религиските догми почнаа да паѓаат во вода и на некој начин науката почна да ги побива веќе восстановените факти од страна на религијата, ако можеме да ги наречеме факти. Сепак од почетокот на човештвото веројатно постои религијата, оптимистите велат дека ќе постои до последниот човек на светот. Затоа што вербата во надприродното, вербата во креатор на универзумот и се што постои е врежено во генетскиот код на човекот и неслучајно е што на различни места во светот различни луѓе создале различна верба, односно се појавила различна религија. Речиси и да не е забележано појава на народ, нација или група на луѓе, па ако сакате и племе кој што нема одредено верување, не верува во нешто што е надприродно. Сите ние подсвесно сакале или не создаваме Богот. Веруваме дека некој не крирал, веруваме дека некој му служи. Факт кој во прилог на религијата е да речеме може би дека Библијата е најпродаваната книга на сите времиња, преведена на повеќе од 2400 разни јазици, повеќе од било која друга книга на светот. Исто така интересен податок е дека голем дел од научниците се обидуваат преку научен пат да докажат одредени религиски феномени. Иако религијата не е предмет на докажување, таа е предмет на верување. Интересен податок е дека во САД 76% од лекарите веруваат во Бог. За волја на истината, оваа бројка има тенденција на опаѓање, но сепак 76% од лекарите е огромен процент. Околу 30% од научниците веруваат во Бог, иако оваа бројка е променлива, знам дека процентот во нас е околу 13% кои што веруваат во Бог или се на некој начин веруваат во креатор или независно како. Религијата генерално из вековите промовира добри и позитивни вредности, вредности кои што се однесуваат на добро однесување, љубов, толеранција. Особено модернизираната религија се односи на новиот папа кој што повика на вклучување на жените во католицизмот, нешто што досега не беше случај. Религијата често знае да биде утеха на луѓето, знае да ги врати на добрата патека на животот, а од друга страна, институционализираната религија преку црквите секогаш пружа рака на некој што ни е потребно. На религијата може да се препише исто така и всадувањето на моралните норми на човекот. Велат без неа се уште ќе имавме животинскиот инстинкт и на некој начин религијата ги врежа заповедите и го донесе мирот. За крај и во прилог на фактите кои што делат на религијата, на почетокот ви кажав во некој што не ирод, односно некој што ја негира на некој начин тезата која што е поставена во радио дебата. За крај една изјава од Алберт Ајнштајн, нели сакам да знам како Господ го создал универзумот, сакам да ги знам неговите мисли, се друго се детали. Што религијата би им рекла на атеистите, безбожниците зборуваат за Бог почесто од побожните, некои луѓе се атеисти само дека им оди масло. Ова се дел од фактите и воведот кој што сакам да направам во издање на радио дебата. И со секој случај да ја насочам дискусијата, јас како модератор сепак имам право на мислење, имам право да ги прашувам или подпрашувам во текот на разговорот и моите гости, се надевам дека ќе биде интересно ова издание. Не спомнав дека во едниот тим, односно во тимот на афирмативците, мои гости се Никола Митерски, професор по теологија, се чини, и Николче Ѓорѓев, протоиерей од Македонската православна црква, од едната страна, од другата страна, како што е концептот на ова издание на радио дебата, студенти, дебатери, кои што тие на некој начин не се гостите, туку се веќе домаќини во радио дебата на Универзитетското радио, Кристијан Панев и Мартина Ѓорѓиева, добре дојдовте за сите во ова издание на радио дебата.
За почеток, значи ви знаете правилата, 7 минути има секој право секој говорник. За почеток афирмативниот тим го отвора ова издание на Радио Дебата. И почнуваме со Никола Митевски, кој што е професор по теологија. Поведете со вашето излагање. Најпрво добро вечер до вашите слушатели на УГД ФМ. Предизвик ми беше да учествувам во оваа дебата, затоа што, како што кажавте вие самите, таа е една актуелна тема, не само низ вековите, туку верувам дека таа е и во сегашноста, но и во иднината. Како започеток би започнал со поимот религија, од каде доаѓа и што тој точно означува. Нормално дека на овој збор има и повеќе толкување, но според црквата и според широката народна маса, зборот религаре, тоа е значи латински збор, значува поврзување со некого и со нешто, а во овој случај поврзување со Бог. Значи, повеќето религии кои што се во светот го толкуваат зборот религија како еден мост за соединување со Бог, но јас би сакал да напоменам дека во православната црква тоа не е само мост, туку во православието тоа оде многу подалеку, затоа што православното христијанско верување не учи дека животот на христијанинот е во самиот Бог и со самиот Бог, а не е само поврзување со Бог. Би продолжил со тоа, како што кажавте вие, моќта на црквата и на религијата во светот. Таа е навистина во еден голем процент влијател и како и на врз човештвото, врз човечките размислувања, така и врз политиката. Некои тоа го осудуваат, некои го нарекуваат како една добра работа, затоа што религиозноста религиозните луѓе живеејќи во овој свет не можат да бидат надвор од политиката, затоа што политиката е за сите, односно тоа е договор, една дебата која што е за сите. Религиозноста во проценти, како што кажавте вие во државите, не знам, Македонија не ме може да слушнам добро, но и во Македонија е еден голем процент, мислам дека 86% се изјасниле како религиозни луѓе, што е навистина еден висок процент, но ако тргнеме од тезата дека религиозен човек се нарекува и оној човек кој што е само крстен или пак кој што е само го примил муслиманството, а потоа не живее според религијата, тогаш тој процент би опаднал во многу големи мерки, односно вистинските религиозни луѓе би се сведели на многу мал процент во сите држави, би рекол. Не знам таму во оние држави каде што владе муслиманството, односно каде што главна и водечка религија е исламот. Значи, не би можеле да кажеме дека оние кои што се изјасниле како религиозни луѓе, дека навистина и така живеат и така се водат, па според тоа да го мериме и процентот на пораст на државите, колку тие се моќни и развиени, колку не се моќни и развиени од друга страна. И уште една работа што сакам да ја расчистиме, баре според моето мислење и според мислењето на многу теолози, има многу разлика во термините атеисти и антитеисти. Значи, атеистот, тој на некој начин го порекнува постоењето на богатството, што нели практично и на еден начин верува дека нешто постои, но тој е против тоа. Антитеистите се спротивно на нив. Значи, тука има разлики во тие два термини. Физичкото докажување на тоа дека Бог постои или не постои, не може и никогаш религијата не го поврзува, затоа што религијата пред се е верување во Бога, верува во Бога и тоа треба да се единствено доживее. Значи, човекот да ја доживее религијата, односно да ја доживее својата поврзаност или пак својот живот во неговиот Бог. Сега правиме општо за сите религии, нема да спомнам христијанство и муслиманство, секој си има посебни методи за нивното верување во нивните религии. И не знам на ова постоењето на
на Бог може да се прокоментира ние низ текот на овој разговор, ќе се потрудиме да објасниме и да дадеме примери како тоа може да се доживее и зошто не може да се докаже емпириски, односно да биде тоа опипливо. И оние луѓе кои што или научници кои што на некој начин докажале, секогаш во тие нивни докази постојат големи исклучоци, односно големи дупки кои што нешто недостасува во тој доказ, дали Бог постои или не постои, дали светот е создаден од Бог или е создаден со големиот Биг Бен. Тука одеме до прашањето кој го направил тој Биг Бен, значи мора некој претходно да постои за тоа да го направи така натаму, но се надевам дека со текот на разговорот ќе дојдеме до јасни заклучоци. Во ред, ве благодарам многу кое тоа се вашето излагање. Овде може да направиме на кратка пауза, сосема кратка, но претходно јас ќе ги дефинирам, односно ќе објаснам зашто зборуваше нашиот прв проговорник Никола Митевски, секогаш така да заокружиме сосема за пред крај, за тоа дека Бог и религијата ги поврзува луѓето се за тоа за моќта на црквите и религијата. Спомнен процент кој што јас во моето излагање го немав, 86% од македонците дека се изјасниле како верници, но дека не се вистински верници, веројатно и за тоа ќе дискутираме што всушност представува вистински верник. Никола Митевски направи анализа, односно разграничување на атеисти и антитеисти и спомена дека физички практично не е возможно да се докаже постојањето на Бог и дека научниците колку и да се трудат секој што става некои дупки не се можливи. Како и да правиме на кратка пауза, останете на 91 МHz и публиката која што овде на ново ќе остане во бифето на Економскиот факултет, доколку неколку се види интересна ова тема на радио, слободно ние дискутираме, дебатираме денеска во студентското бифе на Економскиот факултет, во малку поопуштена атмосфера се радио. Останете на 91 МHz. Секако дека сите ќе имаме можност да дискутираме, само најпред мора да изслушнеме ставовите на двата тима кои што се денеска овде. Јас ги нарекувам тимови по навика, но тоа се сепак мои гости со кои што дискутираме денеска во дебат. Наред е Кико и Мартина. Мартина е наред. Мартина Георгиева, студент на Правниот факултет, таа е редовен дебатер во радио дебат на Умена FM и денеска таа има 7 минути. Повелим. Почитувани дами и господа, добро вечер и од мене. Неколку неколку негативски теми сакале да потенцираме со оглед на тоа што афирмативниот тим го истакна правото на верување односно на религија. Неколку негативски теми сакале да потенцираме дека правото да веруваш во некој нешто не е само право на религиозните луѓе, туку напротив тоа е право и на атеистите, право и на антитеистите и така натаму. Јас во мојот говор например сакала да зборувам за лошото влијание кое што всушност религијата го носи во општество, па затоа би започнала за тоа кој се всушност што е всушност тоа лошо влијание и зашто тоа го занадува нашето општество. Најпрво ние би сакале да потенцираме дека ние не ги напаѓаме вредностите кои што се напишани во Светото писмо, дали станува збор за Библија или Куран, бидејќи се согласуваме дека тие промовираат добри вредности како што се например некаде или негови и така натаму, меѓутоа во моментот кога доаѓа до институционализирање на црквата, односно кога нејзини структури влегува дали институционализација, тогаш станува нејзината лоша улога, без разлика на тоа дали ние гледаме од историски аспект, дали гледаме през општествена или некоја социјална улога. Најпрво во време кога биле забележени најкрвавите злосторства и кога имаме најниско ниво на цивилизацијска вредност, црквата како институционализирана религија всушност представувала највисокиот авторитет во општеството, впрочем била единствениот авторитет во тоа време. Дали станува збор за нешто што е праведно или неправедно, вистина или лага, добро или лошо, за тоа се мерило според критериумите кои што црквата ги налагала во тој период. Ако се има во предвид тогашните околности, како што биле ниско интелектуално ниво на луѓето со тоа што имаме непознавање на Светото писмо, или пак дека имаме појавување на христијанството како единствена религија од страна на Константин император, тогаш можеби пред 300 или пред 500 години, што би се рекла, кога единствен спас на луѓето е било да се подпрекне религијата, со оглед на тоа што можеби поголемна дел на луѓето во тој период биле угнетувани, за тоа што религијата била поприфатлива бидејќи во тој период сме живееле во општество каде што не постоеле здрави односи, при тоа по здрави односи подразбирам дека сме немале демократија, како што веќе реков, поголем број од луѓето биле угнетувани. Тогаш на религијата се дава значење како спас, односно тогаш таа го искористила тоа право, меѓутоа тоа го искористила таа право со тоа што тоа право го злоупотребила во однос на луѓето. Во овој контекст сакам да споменам дека таа го злоупотребила тоа право во однос на инквизицијата, со тоа што основна задача на тој период во црквата би било да казнува
сметале за речици, односно постојат многу стори каде за тоа што имamo одземање на имот или имamo одземање на сите права и тоа не само на оние кои што било опушен детајите во тоа време, туку што одземале правата и на оние кои што биле негови најблиски роднини. Со тоа што сите тие биле осудувани на смрт, биле спробувани така натаму и сето тоа делувало многу брзо, без можности за расправи и без можности на оние кои што било опушен да може, односно да има можност да се брани. Потоа, по интензитета следуваат крстоносните војни, кои што така имаат религиозен карактер, кои што оставиле голем впечаток во овој период, и тоа од страна на христијанско население против муслиманско население со цел на целосно негово уништување, а исто така во овој период се случиле големи внатрешни политички економски како и голем број на социјални судби. Доколку го оставиме настав на историскиот период и тоа колку само религијата во тој период нанесла на целото општество, докато се сврдела на општествената социјална природа која што имаме односно оваа религија, јас направо би имала да кажам дека некако религијата всушност од конзервативност во однос на човековите слободи и права, со тоа што ние му дозволува луѓето да може да го изберат она што го сакаат, односно им ги крши основните човекови слободи и права, како што се правото на говор или правото на слобода, со тоа што знаеме дека воопшто не ги одобрува например да речеме ги европовете или абортусот. Исто така го крши правото на избор со тоа што таа воено општество создава еден затворен круг на вредности кои што само таа ги диктира, а при тоа се меша во самата власт на државата со тоа што ја ограничува и слободата на мислата и слободата на говор. Во овој контекст би споменала шеријатското право, каде што е кршење на правата и каде што гледаме голем број на кршење на правата, посебно во однос на правата на жената, со тоа што жената во однос на мажот е многу дискриминирана, во однос на основните човекови слободи и права, камо ли пак зборуваме за добивање на наследство или можности повеќе да одлучува во тоа со кој сака да стапи во брак и тоа дека доколку сака со некој да стапи во брак би требало да побара дозвола од нејзиниот родител и така натаму. При тоа постојат голем број на ограничување во однос на правото со тоа што пример таа може да се мажи само со муслиман или не може сама да го опере својот сопруг, кој што веќе реков и така натаму. Исто така, друга негативна страна од религијата, односно врз општеството е тоа што на граѓаните, односно на луѓето не им дозволува право на граѓанска послушност, во поглед на тоа што им крши основните човекови права, односно тие немаат право на глас и право на говор, туку религијата ги учи само на вредности кои што ги сприема само за доброволниот живот, при тоа не давајќи им можност да може да ги искажат своите права или своите мислења. Исто така таа создава голем број на конфликти во едно општество, за тоа што овде би спомнала плурализмот и со тоа што зборува за постојање во само еден блок и токму тој еден блок создава голем број на верски конфликти помеѓу луѓето од различни религии. Не верувам дека постојат само религиозни конфликти, меѓутоа најчесто се среќаваме со токму таквите конфликти настануваат или умираат голем број на жртви. Овде би сакала накратко да го споменам и економскиот аспект, кој ќе биде разгледан понатаму, меѓутоа би сакала само да споменам дека и покрај тоа што религијата, односно црквата, се меша во постојањето на државата, сепак таа не помага, односно не учествува во развојот на самата држава, бидејќи сите знаеме дека односно не подјадува економијата на некој начин, бидејќи самата црква не е фискализирана, односно не знаеме каде одат тие пари кои што постојано се плаќаат од црквата и што се случува со нив. Во овој контекст сакала да го споменам и така нареченото богатство кој што се остава на црквата, односно сите цркви и културни споменици кои што се во нејзина надлежност. Некако негативски ќе веруваме дека не постои некој кој што може да врши контрола на сето тоа, бидејќи сведоци сме секој ден на голем број на изгубени икони или вредности кои што не знаеме каде одат, а сите тие се наоѓаат во раците на самата црква и религија. Тоа би било сега мина говор. Благодарам, Мартина, точно 6,5 минути, наистина одличен говор и изнесе интересни аргументи кои што повеќе се однесуваат кон против институционализираната религија, односно црквите и останатите религии кои што се институционализирани во некаква форма на институција. Јас секако во интерес на дебатата веднаш би дал збор на протереникот Ѓорѓев со уште една информација дека имате право на реплика, секој од тимовите има право на 2 реплики. Ова е концепт за така заради тоа што секој од тимовите изнесува многу аргументи во текот на својот говор, доколку имате забелешка на некој од аргументите, имате право да поставите реплика. Исто така, во момент би ги повикали слушателите на facebook.com/UGDFM, слободно можат да дискутираат таму, да поставуваат прашања, преку мене јас ќе ги поставам моите гости, би ги повикали и публиката која што овде да размислува
своите прашања, веднаш после говорот на вториот говорник ќе ја вклучиме и публиката. Протерен Николче Ѓорѓев, поведете со ваше 7 минути. Постоењето на Бога е неотворен факт, за мене, за сите оние што веруваат во Бога. Тоа може би во моментот не можам да го докажам, исто како што не можам да докажам како вашата фреквенција овде во слушателите ќе го етерат, без жици не е воопшто, но сепак постои, ние сакаме или не, и ние со него комуницираме преку молитвата, исто како што вие со вашиот лаптоп комуницирате преку wireless со вашите пријатели, ние така комуницираме и со Господ Бог. Благодарение на Бога постои светот. Тоа е докажано во Библијата, која почитувате и допускате дека таа е наистина света книга. Тоа е докажано со, еве ќе го спомнам примерот потопот и Ное. Благодарение на верата на Ное ние постоиме, бидејќи останатите жители на земјата во тоа време не верувале во Бог и Бог затоа го испратил потопот и настанала катаклизма. Ние не очекуваме и сега, во овие моменти, има многу верници од причини што во Новиот Завет, последна книга Апокалипса, каде што е предвиден и крај на светот. А крајот на светот таму е точно опишан како ќе дојде. Ќе стане брат против брат, татко против син, син против татко, ќе настане убиства, самоубиства и полека ќе останат многу малку верници кои ќе веруваат во Бога и ќе се спасат. Но тоа не значи дека не можеме и ние да се спасиме. А тоа значи дека Бог постои. Некој ќе рече, тоа е Божја казна. Бог не казнува, Бог наградува. Исто како наставникот, што на учениците става оценки во дневникот, кој колку заслужил. Ако му стави единица, тоа не значи дека е казнен, колку заслужил. Така и Бог на секој му дава можност и докато се покаи, тој ќе му прости. Исто како што на раснувањето на самиот крст, едниот разбойник од едната страна се покаил и се спасил, иако претходно многу грешил. Значи, до последниот момент од својот живот ние можеме да дојдеме до нашето спасение. Тоа значи Бог постои. Има уште еден пример, кога еден атеист му рекол на некој верник, Бог не постои. Кога ќе умреш, ќе видиш нема рај, нема Бог, нема Господ, нема ништо. Добро, ти си изненадан, нема ништо, за тебе нема ништо, за мене нема ништо. Но кога ти ќе умреш, ако навистина постои пеко, постои измачување, душевно, ти колко ќе се изненадиш? Ние веруваме и се надеваме дека Бог постои и за нашите постапки тој нас ќе не награди. Оние што не веруваат, можат да си мислат како сакат, а ние да се молиме и за нив, да Господ Бог кој на оној на крстот во последниот момент барем да свати дека навистина Бог постои, се покаи за своите дела и да се спаси. Кога се нафатив да дојдам на дебатата, мислев дека ќе разговараме за верата во Бога, значи за религијата како влие на човек, дека само Бог е љубов и без љубов ништо не постои. Ќе ви кажам еден пример што го прочитав преди ден. Некој светител отишол во црква. Кога гледа во црквата, ѓаволот претворен посвещеник проповеда. Им кажал на луѓето убави работи. И си рекол светителот, ќе го чекам да кажа нешто лошо, па ќе видиме што ќе правиме после. Слушал, но ништо не погрешил. Луѓето излегли од црквата, тој дошол до ѓаволот, му рекол, јас те познат дека си ти демон, дека си ѓавол, дека си зол. Но зошто се зборуваше добро? Во ништо не може да те пратам погрешно. Јас зборував се убаво, но во моите зборови немаше љубов, а на овие што беа тука во црквата, без љубов ништо не може да направат. Оно што се случувало од времето крстоносните војни, и понатаму и понатаму лошите работи, че со црквата раководат луѓе и папат е човек. Доколку погреши, не дупло, од четврна ќе одговара пред Бога.
За своите постапки секој човек одговара пред Бога. Дали е во црквата, надвор од црквата, дали е атеист, дали е муслиман, дали е било која религијска припадност, кој пред Бога ќе одговара за своите постапки. Друго кој се благодарам за вашето излагање, сосема на почетокот спомнавме за тоа дека е тешко да се објасни како функцијата патува, иако објаснила тоа ќе објасни може би после оваа дебата, затоа што тоа е поприлично лесно објаснено. Слушнавме интересни аргументи и од едната и од другата страна. Во интерес на заобразување на динамиката на дебатата би му дало збор на Кико доколку е во ред, Кристијан Панев, студент од правен факултет, кој што е во тимот, кој што верува дека религијата ќе донесува за повеќе лошо отколку добро во едно општество. Кристијан, повеќе. Почитувани дами и господа, почитувани слушатели на Универзитетското радио. Оно што би сакал во моето излагање да го потенцираме дека некако неслушно победливи работи зашто религијата придонесува добро, зашто придонесува за развој на општеството. Слушно зашто треба да веруваме во Бог за да ја најдеме вистинската патека, односно за по нашиот земски живот да имаме добар загробен живот. Оно што не ми е јасно е кој ги поставува нормите во кои што некој ќе одлучува дали ние сме сгрешиле, дали сме направиле грешки или не. Овде би се приближил на Божиот закон на Тома Аквински, кој што вели дека единствено Господ ќе ни суди, меѓутоа го изоставуваме вториот дел од неговото отворештво, односно земскиот закон, кој што не би требало со оглед на изложеното не би требало да веруваме во он дека доколку сториме нешто што не одговара на општествено прифатените норми, ќе треба да бидеме казнени на земја. Оно што би сакал да го изложам зашто религијата не придонесува добро за општеството. Добре, има реплика да секој кажа дека има право на реплика и добро би било да се одбива до потајна со каква воли. Значи, тука нема дилеми околу тоа дали моралниот закон кој што секој човек од нас го носи, без разлика дали тој на некој начин или верува во некоја религија или не верува, туку моралниот закон секој човек го носи и тоа, ако тој направи некаков греф, не мора тој да биде казнив и со законот од државата. Значи, ние честопати во животот, луѓето имаат во некои моменти знаат, ќе земеме еден прост пример, да излажат. За таа постапка може би ќе бидат казнати од државниот закон, може би нема да бидат казнати, но моралниот закон, кој што секој човек го носи во нас, ако тој барем малку религиозен, а може да не биде религиозен, ќе проработи неговата совест. И тука тој може да најде на осудување од другите луѓе, не со некаква казна, тој не мора да биде физички казна, не мора да биде затворен, не мора да биде да плати некоја глоба со пари, тука неговата казна ќе биде од луѓето со зборови, ќе биде укорен, ќе биде обележан во општеството. Значи, моралниот закон нема, односно оние грешки кои ние ги правиме и гревови во нашиот живот, не мора секогаш да бидат осудени само од законот на државата, туку и од моралниот закон кој што секој човек го поседува во себе си. Океј, токму тоа го слушам дека моралот е всушност внатрешен императив на човек, не е нешто што потекнува од самата религија. Може би некој е нерелигиозен, атеист или антитеист, не мора да значи дека верувањето во Бог го прави моралот за она што јас верувам дека е добро или лошо. Тоа е внатрешен императив на човек и морал во никој случај, тоест да се поврзува со религијата, меѓутоа религијата не е единствен извор на тоа што е добро морално, што е лошо или што не е морално. Оно што би сакал да го напоменам во текот на моето излагање да го потенцираме влијанието на религијата од тој аспект на институционализираната религија. Не можеме да зборуваме за религијата само како појава без да ги земеме нејзините структури или институции, бидејќи тоа е целосен систем, исто како да зборуваме за образованието без да ги земеме факултетите или училиштата како институции кои што го спроведуваат образованието, на тој начин не би можеле да ги исклучиме ниту структурите, институционализираните структури на религијата. Во однос на општествено-социјалната улога која што има религијата, може би во минатото било доминантно сваќано дека оно што го изложи Мартина дека религијата е подпората на човекот. Меѓутоа и низ минатото па и до ден денес таа
таа причина за многу злодејства кои што се сторили, меѓу кои и денес можеме да кажеме дека е еден од најголемите може би не иницијатори во буквално смисло на зборот, меѓутоа причинители за конфликтите кои што се случуваат. Најголемиот број на конфликти мораме да признаеме дека секаде во светот се случуваат помеѓу разни верски заедници. Уште една реплика имате од противниот тим, Никола Митовски говори. Вака, значи, ако ги земеме војните како мерило, тогаш можеме да заклучиме дека најголемите војни, правата и Втората светска војна, кои што се запаметени по најголемите жртви во историјата на човештвото, не се поттикнати од религиски фактори. Тие се сосема од други фактори, поттикнати тие војни се одвивале, загинале милиони луѓе, невино или не знам како, но тука ќе споменам и атомската бомба, која што на научниците не е било кажано ова бомба ќе изработиме заради помош на човештвото, туку тие науката, значи самото општество створило нешто што е лошо за целокупниот свет и за сите луѓе. Така да не може би религијата, јас тоа не го порекнувам, дека во некои случаи, значи придонела за такви конфликти и за некакви си дали верски или национални, но не можеме да исклучиме тоа дека самото општество, без разлика на тоа на која религија припаѓало или дали не припаѓало или припаѓало, се случувале такви војни конфликти кои што загрозувале неликотно за луѓето. Добро, поентата е дека токму религијата е извор на такви конфликти. Значи не е целосно религијата, не можеме да осудиме само религијата дека таа е единствен извор на конфликти, не е единствен извор, меѓутоа е еден од факторите поради кои што се случуваат таквите конфликти. Ако го забораваме малку минатот, дури да не го забораваме, има примери по минатот како крстоносите војни кои што исто така загинале милиони луѓе, меѓутоа и во денешно време во општеството плуралистичко и мултикултурно во кое што ние живееме, религијата е најголем извор на конфликти. Не се пречкат, односно не настануваат вооружени конфликти помеѓу македонците и србите, да речеме во Република Македонија, туку настануваат помеѓу македонците и албанците од една страна, веројатно тоа е причина поради различна религијска основа. Уште една реплика, ќе им дадеме право за уште една реплика во интерес на дебатот. Носителите на јавна функција во црквата ја злоупотребиле религијата, што направиле штета за човештвото. Религијата не можеме да ја идентификуваме со личности луѓе кои штетно влијат не само на останатите луѓе, туку и на самата црква како институција. Тука се согласувам, поради тоа зборувам најчесто се институционализираната религија, односно структурите на религијата, меѓутоа самата религија вели дека нели постои Господ Бог кој што ги создава сите работи, меѓутоа дури и Светото писмо е напишано од човечка рака, така и тие представници во религијата вели дека Господ влезен во духот и во раката на човекот кој што го пишува, меѓутоа за таа религија нејзините представници се тие кои што ја олицетворуваат. Од друга страна, може би сакал да го напоменаме дека религијата создава еден вид на вредностен вакуум. Таа налага едни вредности кои што не може да излезат од тој вакуум и поради тоа ги ограничува вредностите. Оние вредности кои што ги карактеризира религијата како добри, остануваат да постојат така во другиот случај вредностите не се добри, односно религијата ги окарактеризира како лоши. Друга работа која што би можеле да напоменеме е дека религијата не историски гледано ниту пак сега не допринела многу во развојот или во промоцијата на човековите права, од аспект на тоа дека е премногу ограничена и конзервативност. Во времето во кое што живееме се менуваат свеќањето и погледите на човек кон светот и кон човековите права, меѓутоа мислам дека ќе се согласиме дека не постои некоја голема или добра расправа од страна на религиозните луѓе и представниците на таквите институционализирани структури кои што допринеле за развој на човековите права. Кога ги спомене прашањето за еутаназија, прашањето за абортус или геј бракови, овде е црквата, односно овие институции се категорични во нивниот одговор. Од друга страна, друг аспект е дека религијата не дозволува плурализам. Принципот е антиплуралистички. Нивели веруваме во еден Господ и не дозволуваме плурализам, не дозволуваме да веруваме повеќе Господи, повеќе луѓе кои што ние ги нарекле Господ Бог или слично. Поради тоа мислам дека тој принцип може да биде потенцијален извор на конфликти, поради тоа што христијаните веруваат во еден Бог, муслиманите веруваат во друг Бог, евреите во друг Бог и така натаму.
Вториот аспект кој што само го спомена Мартина, сакал јас малку повеќе да му обрнам внимание, е економскиот, односно финансискиот аспект на религијата, а тоа е дека нема финансиска контрола врз оно што ги прават институциите, односно структурите на религијата. По тој аспект би сакал да напоменам дека нема фискализација ниту оддолжување на оно што го прави религијата, а да бидеме сигурни дека религијата дори има и свој ценовник со услугите кои што ги нуди. Да речеме дека една венчовка чини 3500 денари за да се венчаме, една кршка чини 3500 денари, а всушност религијата промовира хуманост, промовира добри вредности, а самата прави ценовник за кој што не го доночува, односно не влијае врз полнење на буџетот на државата. Со друга страна, некаде во видов законот во кој што се представуваат даночните обврски и овде не стои дека институциите, односно црквата е ослободена од вакви даночни обврски што се тоа хуманитарните организации, меѓутоа никаде не е забележано дека религијата ги почитува тие законски нормативи, што значи дека од спротивно на законските нормативи никој не влијае за да го смени тоа. Таму минуваат голема сума на пари, не е тоа една обична институција, таму минуваат огромна сума на пари, можеби поголем дел од капиталот кој што го влече државата и притоа не се знае каде одат тие пари. Можно е толку голема злоупотреба и манифестација што всушност никој не може да открие што стои за тоа. Од друга страна, мислам дека некаде пред некое време всушност еден млад дечко кој што велеше дека не може да си дозволи да умрем без 600 евро во джеп, што значи дека не може да си го плати погребот без 600 евро во джеп, токму поради тој ценовник што го направиле овие институционализирани структури на религијата. Добре, ти благодарам, со оглед на тоа дека имаше 3 реплики, дозволите малку повеќе време за твоето излагање. Јас ве предложил овде да направиме една кратка пауза, ги слушнавме излагањата на секој од членовите од двата тима и мислам дека е време да направиме пауза, а во меѓувреме ги поканам моите гости овде во студентското бифе да размислуваат на своите прашања и аргументи кои што би сакале да ги изложат или упатат кон некој од тимовите. Правиме кратка пауза, се враќаме веднаш. Дебата на Универзитетското радио, реков дека следуваат прашањата кои што ги има публиката овде, нормално ќе ги консултираме вашите прашања кои што стигнуваат на facebook.com/GDFM. Слободно доколку имате одреден став на ова тема дека религијата предизвикува повеќе добро отколку лошо во едно општество, е многу широка тема кој што рековме, наслушнавме дел од аргументите на двата тима кои што се за и против оваа теза. Нормално, јас сега ќе повикам моите гости овде во студентското бифе, кога имаат прашања, да повелат. Мислам дека има прашања да не гостите. Да, јас имам прашање. Може би од моето кратко искажување ќе произлезат повеќе прашања, да се надоврзам на вашата дискусија, но најпрво да ја поздравам целата оваа емисија и програма на вашето радио и истовремено да кажам дека ако иако ретко имам слободно време да отварам интернет, но токму преку Facebook од мојата пријателка Марија Манева разбрав дека има ваква дебата и за таа чест, бидејќи преку неа дознав за дебатата, јас ќе искористам оваа прилика да ја подарам еден пример од мојата книга Луѓе, нечитани и необјавени истории, која излезе од печат неодамна. Еве и јавно да врачам на Марија Манева, бидејќи токму преку неа дознав дека има ваква дебата. Не би сакал да полемизирам со младиот колега, бидејќи во моје време имаше мои другари кои во тоа време слично размислуваат, но кога малку порасна, нивните размислувања се изменија и малку инаку се однесуваат во наредниот период. Инаку да се представам дека јас сум Тодор Ивановски, дописник на вестникот Вест од Штип, инаку долги години работев во Штипското радио, во Радио Штип, повеќе од 33 години. И сакам да направам една паралела токму на оваа тема, бидејќи темата навистина предизвикува внимание. Може би насловот за мене не е најизбран,
но сепак добро е што се поставува оваа тема. Зошто реков од моето време кога се вработува в токму на релацијата што ги спомина млади колега за некои износи пари. Кога јас се вработува во Радио Штип, тогаш беше незамисливо ќе се вработиш, но треба да бидеш член на основна организација на Сојуз на комунистите. Зошто? Затоа што треба да се плаќаат пари, членарина, не знам, 2% од плата, и сите тие пари одеа во сметка на општинска организација. Не знам само предиме на прашањето, затоа што времето ни е ограничено ресурс. Многу интересно дека ја мислам дека ќе биде интересно, бидејќи ќе ви кажам конкретни примери. Спрегата меѓу политиката и религијата, односно црквата. Тоа што порано се забрануваше, или за тоа време што за кое зборувам јас, ретко кој одеше во црква. А сега се случува обратно. Токму тие што во тоа време го спречуваа одењето во црква, да речеме политичарите, сега политичарите се присутни на литургиите и слично. Зошто ово го споменувам, таа спрега меѓу религијата и политиката, и кога ние први во тогашна Југославија донесов одлука да се укинува таа основна организација на Сојуз на комунистите, за да не се плаќаат тие пари на луѓе што работат во тој општински комитет на СК, а многу често знаеја да подоцна ако нешто грешиш на работата ќе бидеш казнен. Сакам да кажам, тогаш како бомба одекна таа вест. Од тогаш тој пресвет во политиката, мислам дека се истоветува со пресветот што се случува и во религијата. Од тогаш почна да се менуваат многу работи. Од и политиката го кочеше да го наречам развојот на религијата. Религијата биде што поприсутна меѓу луѓето кај нас. Не знам, ова музика, не нешто го прекин, но во секој случај да продолжам, таа спрега сега се изменува со тек на времето. Во тоа време Ќе замолам само наистина доколку има некоја прашање да коментираме затоа што има прашање токму за свештеникот Поведен Ѓорѓев. Во тоа време кога ретко се зборуваше за религија и за црквата, мислам дека Ѓорѓев ќе ме подржи. Ние на Радио Штип во времето кога беше митрополит на Бегоричката епархија господин Стефан, сегашниот поглавар на Македонската православна црква, први воведовме директна емисија, директна програма од литургиите во црквата. Секоја недела, мислам дека свештениците се сеќаваат на тоа, и тоа беше прв престап во Македонија, па и пошироко, да црквата и религијата се доближува постепено кон граѓаните. Затоа што тие дотогаш беа, јас мислам дека Ѓорѓев, ќе ме мола него да не ме прекинете, бидејќи се надоврзувам на сите размислувања. Јас немам ништо подготвено од Facebook или од интернет, немам ништо извадено, сега кажувам само примери конкретни од времето кое е било кај нас. Тој престап се случуваше со тек на времето и така дојде религијата поблиску до граѓаните и до луѓето. И сега се случува што? Ако отидеме на било каква литургија, празник во црква, во било кој соборен храм, ќе видиме дека се поголем број на луѓето, на млади луѓе кои влегуваат во црква. Што тоа значи? Дека луѓето, младите пред се, веруваат на црквата и имаат своje мислење и не гледаат ништо лошо во религијата. И затоа не се слагам со колегата, младиот колега, но секој во денешно време има свое право да размислува и за политиката и за религијата, но во овој дел јас мислам дека многу работи се изменија и добро е што е така и мислам дека така и треба да продолжи. Да не зборувам сега од религиозен аспект што тоа значи за младите и за секој што оди во црква, духовност, ослободување негово верба, поголема верба во верата и така натаму и така натаму. Ова, затоа реков дека од моите стажувања може би произлезат многу повеќе прашања и благодарам што не ме прекинавте до крај. Благодарам и на вас, доколку имате некој коментар на словото што можете да Сега, кога тоа време имавме замек за многу луѓе, зашто сме на радио, потоа започнаме на телевизија, зашто црквата токму
на медиумите, но секако нашиот одбор осекогаш бил на болните, им треба лекар, не на здравите. Сите они што имат потреба од духовен лекар, тоа сме ние. За телесниот, тоа се здравствените работници кои не се прославуваат. Би сакал да кажам за претходното излагање околу дановците, околу парите, секој што е проблем, други мисли потрошивме на парите, а пари нема. И ние како свештенослужители, како работници, не речем, во црквата, како што се и полицијата 24 часа работиме, секако ние треба да живееме од нешто, но тоа не значи дека не плаќаме данок, тоа не значи дека не сме здравствено осигурени, тоа не значи дека не сме пензионно осигурени, но сепак тие средства мораме од некаде и да ги добиеме. Ние не сме производна работна организација, туку сите средства ги добиваме преку донација и преку одредените такси кои се не се измислени, туку се донесуваат на црковен суд. Тоа значи дека црквата си има своји институции внатрешни и тоа се регулира и е истакнато колку чини секоја треба и секоја услуга и доколку некој нема средства, тоа не значи дека ќе остане беженец, од други причини остануваат неженети, или пак дека некој ќе остане непогребан или некрстен. Сакам да кажам дека ние сме граѓани на општество и во смисли на тоа дали државата се меша во црквата или црквата во државата, ние сме граѓани на државата, а граѓаните во државата си наши верници, што значи и државата и црквата се еден организам, како што е и човекот психофизичко битие, суштество, така и државата и црквата се едно битие. Пред, благодарам. Каде е микрофонот, може да поставате прашање. Мислам дека има уште неколку прашања од публиката. Повели? Би сакал значи да се задржам на темата. Ми се чини дека темата беше религијата представува како беше предизвикува повеќе добро отколку лошо во едно општество. Сега значи вака, значи ми се чини дека сепак е субјективно тоа дали за некого ако нешто представува добро, може би тоа добро за тој што представува, за другиот ќе представува лошо. Исто така би сакал да кажам дека еден пример неодамна гледав една документарна емисија во Демократска република Конго. Значи збориме за религија општо, така? Општо за религија. Значи во светот има безброј религии. Во Демократска република Конго ми се чини дека е христијанството. Таму има 28.000 цркви во Демократска република Конго. Повеќе отколку што има образовни институции во таа држава. Државата, односно развиеноста на државата е на многу ниско ниво, значи стапката на невработеност е огромна, убиствата се исто така чести во таа држава и безредието. Што се случува? Значи, главни во тие религиозни установи во Демократска република Конго се пастири, кои, како што велат тие, имаат директен контакт со Бог и на нив Бог им кажува, им пренесува, односно што треба да прават останатите во таа држава. Интересно е тоа што во Демократска република Конго поради вештерство годишно умираат, односно се убиваат од 10.000 до 15.000 деца, од новороденчиња до 15 години. Значи, по препорака на тамошните пастири, кои што, како што велат дека во фамилијата, односно слабата економска состојба е дело на нивното дете, значи тоа е виновно, бидејќи е вештер, обвините се поради вештерство и годишно, значи статистички, од 10.000 до 15.000 деца од своите фамилии се или напуштени, или се живи закопани, или се убиени. Добре, ви благодарам за излагањето. Да, ова е чест пример со тие религиозни обреди и знаем дека некој ќе го истакнува на радио дебата. Вештерството било исто така голем проблем во минатото. Актуелно и денеска во одредени општества, не само вештерството, образованието кај жените исто така е огромен проблем
од 100.000 жени годишно ми се чини страдаат од овој проблем во делови од Азија и Африка. Прашањето верувам дека ве опатени до тимот свештеници или констатациите сигурно дека тие имаат нешто да задржат. Јас само накратко ги истакнам дека ниедна здрава религија, тука ги иземам како најрелевантни нели христијанството исто, не проповедаат и не учат во својата религија или во своето учење, никаде не кажуваат дека треба да се жртвува човекот. Така да таа религија во Конго не може да се нарече како христијанска. Постојат здрави религии, постојат религии кои што луѓето или секти или како сакате наречете ги, сурогати религии кои што си одредили своји правила и според тие правила тие си ги принесуваат тие жртви. Ние не можеме тука да речеме, еве, како што е сега во Грција, неонацистичката партија што прави? Убива невини луѓе, значи врши атентати врз луѓе кои што не се грци, така натаму, но ние тоа не можеме да го наречеме правилна демократска партија во таа земја. Сите релевантни институции од цела Европа таа партија осудуваат за тие дела. Значи тоа не може да биде правилно, тоа не е во согласност со човечките и со сите права дори кои што се на земјата, така да јас ова го исклучувам како факт дека религијата тоа го уназадила токму во таа држава. Како една голема сила на секакви рамки, да речем, и на воени, и на економски, и на не знам какви други во какви други рамки на земја, Русија можеме да представиме како една земја која што е длабоко религиозна, значи има длабоко религиозни корени во себе, а сепак е една развиена и моќна држава. И тоа што преска го кажавте, се мислам дека во Јапонија рековте дека процентот е околу 60. 76. На атеисти или агностици? Атеисти или агностици. Тоа што ја се извинувам, јас мислам дека процентот е во корист на оние кои што се религиозни. Толку би мога да помогнам. Да, говорете. Јас би рекол дека тоа е злоупотреба на човечкиот фактор, ја злоупотребува религијата. Исто како што биде и крстоносните војни и човечкиот фактор за избогатување се направени крстоносните војни и да знаеме што се случило во време војната на крст. Инаку како еден голем придонес за државата и за општеството, посебно па да земеме за балканските и за словенските народи кои што живеат во оваа земја, ќе кажеме дека со соработка на тогашниот цар Нели и светите браќа Кирил и Методија е создадена кирилицата, односно прва е кирилицата, потоа Свети Климент ја нели преработува во глаголица. Ден денес се служиме со тоа писмо. Голем број на школи и лаври кои што постоеле нели во нашата држава, тука најблиско ни нас Свети лаврата во Свети Гаврил Лесновски, кој што имала над 300 монаси кои што учествувале во целокупниот живот на тогашната држава, на тогашната религија, препишувајќи различни книги, значи не само кои што се од доменот на црквата и религиозни книги, туку вршили дела кои што биле општо корисни за народите. Охридскиот универзитет кој што го основал Свети Климент Охридски, таму не пишува дека тие 3500 ученици кои што се образувале биле стриктно заради потребите на евангелизација на луѓето. Да, тоа било во прв план, но секако дека тие биле обучувани како народот правилно да раководи со земјоделието, со сточарството, значи биле пред се го писменувале народот преку азбуката, а потоа го евангелизирале и му давале секакви други важни совети како тој поуспешно да се снаоѓа во општеството и во животот. Значи, од тука користа е многу голема. Ние не можеме само да ги избереме лошите работи и да ги ставиме на кантар, тогаш да, тие ќе можеби ќе натежат, можеби не, ама ги земеме и добрите работи кои што придонеле, кои што религијата придонела за општеството, тогаш не знам дали лошите работи би го надвладеале доброто. Не сум сигурен во тоа. Мислам дека добрите работи се многу побројни отколку лошите работи. Ви благодарам за времето, имаме прашање, проверете дали вклучен микрофонот само и да, благодарам. Најпред да поздравам оваа иницијатива и оваа дебата, особено оваква форма. Честитки до младиот тим на Бугарска FM радио. За оваквата иницијатива се надам ќе продолжи и да прилог во плурализмот на кој што толку се повикуваме. Мене особено драго што пред мене
може би се вземе малко нескромен призане за това, што денес се тука на часовите по риторика. Не сакал токму да не директно да кажем, да нападам некои аргументи, особено последниот, особено најпровокативните, што се случува с парите на црквата. Доколку вашето име заставува тезата дека црквата не би донесла за повеќе добро, не го зголемува квантитетот на доброто во обществото, дека воопшто би требало да биде вклучено во обществото, тогаш тоа воопшто не е ни аргумент. Што се секираме добро за парите? Оставете ги надвор држава. Значи, таквиот аргумент нема некаква друга основа, освен мотивна. А кај се пари? Па не ги сакате во обществото. Што прашувате за пари? Значи, тоа е едниот, така да кажем, контрааргумент на ставот. Другиот контрааргумент е повеќе на нивната младост, така да кажем, и на нивниот антиконзервативизам и прогресивизам. Тоа е нормално, тоа оди со младоста, тоа оди со енергијата и тоа е добро. Но треба да знаеме дека и конзервативизмот е добар. Ако сакам да иронизирам, ако немаше конзервативизам, немаше да јадем паштети, затоа што е конзервирано. Значи, конзервативизмот ги зачува вредности. Сакам да кажам дека ставот дека вредностите се менуваат е логички и неконзистентен. Ако нешто е вредно, не може да се менува. Не постои нито едно општество, нито еден космос, нито еден свет кај што убиството ќе биде добро, ќе биде отпратително кон морално вредно. Значи, нема такво општество, таков космос, како што нема космос кај што 2+24, нема таков космос кај што убиството ќе биде морално оправдано. Така што, се оно што е вредно, било вредно од кога светот се векол, светово и докога ќе векол. Така што религијата во таа смисла го има приматот на тоа да ги конзервира, т.е. да не дозволи да се заборават тие вредности. Тоа е аргументот кој што е непоглед. И на крајот, враќајќи се на темата, дали религијата предизвикува повеќе добро од лошо, повторно се надевам на еден ваш аргумент. Мојот став е дека ниту предизвикува добро, ниту предизвикува лошо, но затоа што Обштеството е институционалната рамка кај што се пројавува религијата, а таму секој се носители поединци. Значи не е таа религијата ниту кој што премесува за доброто, ниту за лошото, туку поединците, кои што, и тука е контраргумент на вашиот аргумент, често ја злоупотребува, значи ниту кај што носите вој, ниту првата, ниту втората светска војна, ниту третата, биле заради религија, биле заради неразбирањето на науките на религијата и дозволувајќи на луѓе заради лукративни економски и било какви причини да ја злоупотребат религија. Значи таа никогаш не била вистинската причина, таа била повод. Историски знаеме, повод и причина треба да се разликуваат. Секогаш била причината за војните и за крвопроливањето биле различни од религијата. Така да ставот мој бил неутрален. Религијата нити предизвикува добро, нити предизвикува лошо. Предизвикуваме ние и тука треба да на таа смисла со ова ги завршам, да ја сносиме одговорноста, апропо уште еден ваш аргумент за право, особено денеска е тоа актуелно право. Еден филозоф руски вели, слободен човек не бара право. Вистински, абсолютен човек не го треба право. Замислите сега, и тоа е причината на човек, замислите Господ да бара право. Не е абсолютно слободен. Како право? Ја може да право се што сака. Се ми е дозволено, ама не е се исправно. Правата се концепт на неслободен човек. Слободниот човек, мерата на слободата ја мери според одговорност. Мера на слободата е одговорност. Да, вие сте слободни да правите што сака, но имате одговорност. Благодарам и на вас за излагањето. Сигурен сум дека овие аргументи на контото на тимот на помладите колеги. Односно, јас само пред да ви дадам збор да одговорите на искажаните аргументи, би сакал исто така да напоменам, голема заеден разговор напоменав моите соговорници Мартина и Кристијан, ова што искажуваат, не би сакал да се сватат како нивни лични ставови, туку тоа се само едни одлични дебатери. Поведете. Доколку имате. Малку ми е чудо да му контролирам професор. Меѓутоа, тоа што не ми е јасно мене е дека согласуваме дека религијата теоретски звучи добро. Значи, Светото писмо и вредностите кои што се во Светото писмо теоретски звучат многу добро. Всушност, ако заеме се теоретски звучи многу добро.
Поентата за која што ние зборуваме е праксата, односно институциите кои што се водат под начало на религијата. Значи, тие институции, како што кажа дечкото, тие пастири се водат по тоа дека религијата, дека Господ им зборува за да убиваат деца. Тоа е поентата по која што не се согласуваме, од друга страна е нешто за паштетата и конзервираноста, нели во паштетата нема користни состојки, барем така велат, што дека не е толку добро. Поред, имам уште прашања, да, повели со прашања да повели. Повеќе заклучок околу прашање. Мислам дека кога би била дебата во која што има судија, онаа регуларна дебата, во која што има победници, веројатно било нерешено. Затоа што и од исклучувањето на двата тима и оно што слушаме на публиката, треба малку да се вратиме на назад. Ако одговараме на ова прашање, религијата дали предизвикува повеќе добро, тогаш да. Но ако дојдеме до прашањето колку се практикува религијата, колку институционализираната религија, она кој што првиот тип е нарече пежоративна смисла институционализирана религија, а всушност знаеме мислите дека тоа значи злоупотребена религија, колку тоа носи добро или лошо во општеството. Доколку најголем број од луѓето би живееле според правилата кои што религијата ги даде, тогаш не верувам дека би било кој има дилема дека тоа е добро за општеството. Но дали можеме да ги разделиме двете работи, вистинската религија и како таа се практикува, посебно до оние кои што се повикани, поставени, представени за да го прават тоа. Малку да го ставиме, да ставиме целата дискусија во контекст, верувајте, не звучи воопшто и не изгледа воопшто добро кога свештени лица возат по 150.000 евра. А вози еден свештеник помеѓу 100. Но кај нас секогаш генерализацијата се прави од најлошото. И не само кај нас некаде. Тоа остана лоша слика и прашање за мене е дилема дали воопшто може да го разграничиме она што религијата го проповеда и како тоа се практикува. И токму и поради тоа мислам дека ќе останам ако има да кажат нешто било кој од двата тима. За само како втора поента ми е дека она со процентите ми е фина рака за статистика, но не верувам дека можеме во проценти да кажуваме кој колку е религиозен, кога држава има колку проценти религиозни. Има една анекдота, една смешна изјава за тоа, која што вели одењето од црква те прави религиозен, колку што стоењето во гараж те прави кола. Така да нема потреба да кажуваме за проценти, да, точно е показател се за нешто, посебно за твојата алузија што на началото, алузијата на музикалот дека по-неразвиените земји има повеќе религиозни лица, но мислам дека тешко може некој да измери проценти колку луѓето се религиозни и не знам воопшто, всушност знам, нема потреба да се прави тоа, не е важно кои се проценти. Да, тешко да се измери затоа што е тешко отговораме тебе, затоа што е тешко мерливо кој колку е религиозен и веројатно еден има што кажува кој колку е религиозен. Религијата е една од работите кој што нема градација, не може да бидеш помалку религиозен и повеќе религиозен. Религијата и честноста се двете работи кои што не можеш да ги градираш. За се друго, за убавината може да бидеш помалку и повеќе убав, ама религиозен и од сил не си, нема срдина. Да, веројатно статистиката што ги спомнавме на почетокот и кој што ги изнесува и некои од говорниците овде е дека статистиките се по изјаснувањето на луѓето. Веројатно верник оној што се чувствува така, затоа што нема мерливост за тоа кој е верник или кој не, ниту како што рече одењето во црква не прави доволно верник. Веројатно статистиките сите и јас кој што ги изведов се од токму тоа од чувството на луѓето, кој како се чувствува, дали се чувствува атеисти или не. Ако некој има одговори на некој од овие прашања, повели. Не постои некоја последна формула за религиозноста и како да се живее. Тоа е пропишено во Новиот Завет, како знаеме дека во Стариот Завет законот беше на правичноста на правниците около за. Во Новиот Завет после само две правила. Сакај го возлюби Господа Бога твој со сето своје срце, со сета своја душа и сиот свој разум. И сакај го свој брат како себе си. Ако се раководиме според тие две реченици и формули, тогаш нема коментар. Поред, благодарам. Јас планирано е според форматот да имаме завршни излагања од двата тима, што значи овде може да направиме сосема кратка пауза и се враќаме веднаш во програмот со завршните излагања на двата тима. Поред, продолжуваме по ова издание на Радио Дебата, продолжуваме со завршните говори кои што ги имаат двата тима кои што се гости овде на темата религијата предизвикува повеќе добро отколку лошо во едно општество. Мислам дека имаше аргументи, доволно аргументи за
за и против, сепак би им дал збор на афирмативците како што ги нарекуваме за својот завршен говор. Овеле. Не би должил многу. Ми беше драго што имате одлична дебата и секој ќе држам на тезата. Доколку нема здрава опозиција, нема ни здрава позиција. Дека секој треба некого да го потикнуваме да размислува и исправно да работи. И сметам дека вашите слушатели има одлична прилика да научат нешто повеќе и да слушнат и позитивни и негативни аргументи, но сепак нивно е правото, бидејќи религијата е слободна, секој верник, секој граѓанин е слободен во изјаснувањето на своите ставови, дали ќе оди во црква, нема да оди, црквата е за секого отворена. И за крај би рекол, она што го кажуваме на секоја богослужба, на крајот од богослужбата, и од тука со мир да излеземе во името на Господа. И тој мир да го преместиме на сега. Ред, ви благодарам за което се од вашето завршно излагање и повикаме зданатиот тим за свое завршно излагање и неколку минути. Мислам дека дори на крајот се разбравме дека не се разбравме, поради тоа што ние зборовме за една институционализирана религија, на крајот го разграничивме, тие зборуваат за друг вид на религија. Меѓутоа, моје лично видување е дека овие две работи не можеме да ги гледаме различно, тоест не можеме да ги раздвоиме, бидејќи едното со другата одат заедно. Доколку не би одел, тогаш веројатно не би требало да постои таа институционализирана религија, а од секогаш постоела и веројатно секогаш ќе постои. Поентата е дека според нас, како некаци схитиме, дека токму тој вид на религија не носи толку добро на општеството, колку што може да допридонесе лошо. Мислам дека ги издвоивме отприлика главните наши поенти во однос на развојот на општеството, во однос на промените кои што се потребни на секое здраво демократско општество, во однос на вредностниот вакуум кој што го создава религијата како таков, кој што до некаде налага не да веруваме во нешто што е исправно, во нешто што не е исправно, наместо до некаде да му оставиме на нашиот личен и собствен суд да веруваме во тоа дали нешто е исправно или не е исправно. На друга страна, овде се човековите права, кои што ги зборувавме, за кои што професорот ни рече дека доколку се чувствуваме слободни, не ни треба да бараме нови права, меѓутоа мислам дека во еден дел од оваа институционализирана религија се коси со новиот начин на размислување, особено на младите и особено во новиот век и во ова општество. И мислам дека потребата по развој на такви нови човекови права не влегува во рамките на оваа институционализирана религија. Може би кој знае веќе влезе, меѓутоа не можеме сосема да бидеме сигурни. Мислам дека самите принципи кои што не дозволуваат плурализам се во општеството, самиот принцип на антиплурализам кој што го постои во религијата се наметнува во општеството и на начин мислам дека некаде сакам да го искористам и ова, дека го слушнав професорот Фрчковски како зборува дека религијата има една форма на слон во порцелански дуќан, кој што каде да се врти, се околу себе креши. Мислам дека тој слон во порцелански дуќан, мислам дека токму местото на тој слон не се наоѓа таму. Мислам дека тоа беше неговата поента. Оред, благодарам и на вас за завршните излагања. Јас се надам дека имавме плодна и интересна дебата, развивме и представивме интересни аргументи и за и против. Овде некаде наистина мислам дека е време да завршиме ова издание на радио дебата. Јас само ќе ги потсетам нашите слушатели дека е признато издание можете да го слушате во среда во 21 часот. Веќе од понеделник ќе го имате на социјалните мрежи видеоматеријалот од ова радио дебата која што за прв пат во оваа сезона, во сезона 2 се снима и преку видео на youtube.com/ugada-штип, ќе можете да проследите видео материјалот од дебатата, а доколку сакате аудио да слушате аудио дебата, тоа можете да го сторите како подкаст на mixcloud.com/ugada-штип. Ние ќе се слушнаме наредниот петок и благодарам на моите гости овде во студентското бифет, ќе се слушнаме наредниот петок со нова тема. Ви благодарам што бевте заедно со нас.